Почитувани гледачи на ЗУМК, добродојдовте во емисијата Таргет. Вечер наш гостин е Аднан Каил, професор и бивш министер. Со него ќе разговараме за пописот што се одвива во нашата земја, кои се очекувањата на турскиот фактор во нашата земја, но и за политичките случувања. Господине Каил, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. И јас ви благодарам за поканата и за можноста да искажам моите ставови и гледања во однос на турската заедница, иако овдека би коригирал, дека ние по устав сме дел од турскиот народ, дел од албанскиот, дел од това. Значи, треба да така да се поставуваме, иако мислам дека тоа не е несекретно решение и треба очигледно да се промени уставот. Како прво да ве прашам, која е улогата на турската заедница во пописот? Значи, турската заедница има огромна улога во рамки на пописот, како што имат и другите заедници во Македонија. И како што милува власта да каже дека ова е статистичка операција, се согласувам само тоа дека е статистичка операција, но длабоко сум убеден дека ова е чиста политичка операција, креирана, измислена и доведена до земји или остави ситуација од страна на власта. Ако ме прашате зошто, можам да ви одговарам да тоа што очигледно има некој дил заев со раководните структури, со власта или со некои структури кои очигледно продолжуваат со дезавуирање на и турската и на другите заедници, затоа што само ќе кажам дека од 2001 година, што е непоимливо по мене и требаше се промени, во Македонија има три категории на граѓани и на заедници, тие што се мнозинство, тие што се над 20% и со 20%. И ако идеме дека е ова статистичка операција, однапред знаеме дека процентите играат важна улога, мислам дека се искажува овој начин на работа. Требаше да промени уставот. Многу важно е за турската заедница во Македонија, бидејќи очигледно се прави вивисекција на турското ткиво во Македонија, се помал број се запишуваат или ги запишуваат како турци во Македонија. Само кажам еден пример, што вие не напоменавте, ја бев и член на Државната пописна комисија 2002 година. Пописот се заврши, но на 23 октомври излегов на пресконференција едино јас и реков дека овој попис не го признавам, дека не ја осликува реалноста во Македонија на однос на заедниците. Не можам зборам за другите заедници, но ќе кажам дека во однос на турската заедница бројките не се тие, бројките се многу поголеми и затоа барам башка попис за нас и јас тогашен пратеник и председател на ТХП, јас овој попис не го признавам. Веројатно ќе се случи нешто слично и сега. Значи ова дека не му верувате на ова власт во врска со пописот? Апсолутно не му верувам на ова власт во врска со пописот, затоа што се става минута пред 12 заврши. Ако е ова статистичка операција, јас сум на некој начин и статистичар, од природни науки доаѓам, треба се остави на науката и на статистиката тоа да го заврши. Чуму треба да имаме одлуки од влада, од собрание, од това. Нека се работи завод за статистика, сета, нека има одговорност. И зашто треба да донесеме закон, месец дена и месеци пред тоа, да се направи попис. И башка тоа, веќе гледам дека довеле до ситуација да се избере Совет за статистика, кој се избира и од собранието, каде е председател Благојан Марковски, прочем беше со мене од 2002 година пописот, и таму не гледам дека има некоја турска заедница, не гледам некои експерти од статистика или од слични области, за да биде тие советодавно тело на статистика, на Завод за статистика, за статистичка операција. Апсолутно апсурдни работи, бидејќи се повикуваме на Европска унија, европски стандарди, на Евростат, нити имаме методологија, нити законски решенија, нити можноста тоа да се провери. Едноставно се прави нешто измеѓу, како што им одговара на определени луѓе и определени структури во власта, да се направи попис или да не се прави попис. Ја бев еден од тие што заедно со ВМРО бараше да има одложување на пописот.
Затоа што во креирањето на самиот закон, турската заедница уопште не учествуваше или уопште не беше прашано, а требаше да биде прашано. А и сега не е прашано, ниту учествува? Видите, има две партии во власта од турската заедница. Една партија апсолутно е инактивна, едната партија си работи на терен доволно, но за жал и тие се едната партија, другата партија ТХП не е ни заинтересирана за оваа ситуација, доведени се од ситуација земји или остави. Законите се прават систематски, со јавна расправа, а не се прават месец дена пред тоа, еве ти ова, па ајде да видиме гласајте или не гласајте. Така не се прави закон. Така не може да биде закон и јас не може да верувам на закон што на тој начин се креира, но направивме ние за прв пат, еве заедно со невладините организации, иако бев против, требаше да има државна пописна комисија, но рекоа дека ова е статистичка операција. Смешно. Па самиот чин, формирање на влада, собрание, е пар екселанс политички чин. Ако е тоа политички чин, како е можело да биде ова статистичка операција? Ако е статистичка операција, тогаш оставете статистиката да си работи, да има планови, краткорочни, среднорочни, долгорочни планови во однос на пописот, да има професионални попишувачи и така натаму. Сето тоа го нема. И не може да има, и не може да се креира политика на пописи, без разлика дали се работи за чисто статистичка операција во однос на попишување, каде што има решенија кои не се никако Евростат препораки и на Европска унија. Врзани подписи, совет кој подоле од Завод за статистика, кој ќе дава, не знам што ќе дава, и на крај резултатите ќе се дават после 6 месеци до година дена. Спомнавте... Постои во сето такво нешто? Ја не знам. Нека кажат. Може да и постои, ама тоа се исклучоци. Не е правило. Спомнавте пред малку дека сте имале средба со невладините организации. Како што знаеме, имате и заедничка декларација. Што се држи таа декларација? Точно. Поради фактот што се префали топката на тоа да биде статистичка операција и да преземат палката не политиката, а политичарите, некој тоа ни сугерира. И добро е што невладините организации организира релевантни турски чинители во Македонија да бидат вклучени во тоа и беа вклучени во тој процес и председател Усер Фемин заедно со Матусидеп и други невладини организации, јас ко бивши и други министри, сегашните представници на партиите од власта и опозицијата, направивме една заедничка декларација од 15 на точки кој сублимира на вакави изгледува дека ние ќе го следиме процесот на попишување, ние ќе учествуваме во процесот на попишување, ние ќе укажуваме на пропусти, на грешките за време на попишувањето и се што е во врска со пописот ќе биде под наша обсервација во цела Македонија. Колку што ќе можеме, тоа да го направиме, координативно тело, сите сме подпишани, вклучително и јас, но мислам дека тоа бираме од два зла помало зло, ова е помалото зло, наметната ни е таквата ситуација, иако сум јас длабоко уведен дека се требаше да има државна пописна комисија, кај се ги делегираат од сите заедници по еден или двајца луѓе, па ние да одлучуваме кој во наше име, на кој начин тоа ќе се направи. Или пак скроз да се професионализира Завод за статистика, но тоа треба да се направи многу порано, тоа да се направи во рамки на закони, без разлика кој е на власт, ама тоа не е направено. Очигледно власта си прави есап во своји рамки и апсолутно никого не прашува. Ова ситуација, најлоша ситуација може би се турците во Македонија, бидејќи ви кажувам дека бројот на турците од ден на ден се намалува и очекувам дека ако продолжи ваквиот тренд, не тврдам, но велам ако продолжи ваквиот тренд, сигурно ќе има и проблеми во однос на бројноста и бројките. Впрочем,
за мене пописот треба стварно бе статистичка операција, за да се излежат бројките по определена методологија, кој сега немаме. Например, вообичаено место на живење, па може вообичаено место на живење тука да сум јас, така? Да. Или некој да дае во моје име, јас што сум, која вера сум и така, или пак графи на 38 заедници. А имаме во Уставот 6 заедници. Па нека го променат Уставот. Некој им забране? Ако сме ние дел од турскиот, од албанскиот народ, и прашува од кој народ или од која држава ќе бидат дел од македонците муслимани, како што се делат, или торбеше, или така натаму, така натаму. Ако ги делиме така, тогаш ајде да делиме, има и турци кои не се од сунити, има и други, алеви турци во Македонија. Има албанци три вери, така. Ајде посебно ги ставаме. Или македонци католици, или македонци протестанти. Значи, не може принцип да биде за едни вака, за други вака, за трети онака. Мора да биде или принципот за сите во Македонија, како граѓани Република Македонија, да се сведе на броење на луѓе, домакинства и економија, или пак едноставно да нема попис. Ако имаме реални податоци за пописот, што мислите вие, колкав ќе биде процентот на турците во нашата земја? Значи, моето искуство, како што кажав, уште тогаш, кога не призна пописот, река да околу 78.000 турци беше, ако броевме по листите што ги броев, беа повеќе од 100.000, така. И тогаш не го призна пописот. Значи, моите бројки кажуваат и моето искуство кажува Македонија дека Македонија живеат измеѓу 150 и 200.000 турци. Не може да кажам точно, бидејќи има иселување, има идеја, бидејќи пописот треба да има до 12 месеци кои се одсутни тука. И сметам дека, дадовме во декларација дека минимум долна граница што сметаме дека и следејќи и демографските податоци, дека испод 7% не треба да, но моето длабоко мнение е дека турците во Македонија се движат околу 10%. Тоа е мојот длабоко убедување, така беше и во 1991-1994 година, па тие бројки се намалува, бе 98.000, па 91.000, па така и така натаму. Па не е возможно овие 20 години нити се родиле, нити умреле турците, едноставно да останат бројки или да се намалат бројките, затоа што тие што се иселени, ги има малку овој период, само има тие што се во привремена работа до 12 месеци, и погрешно е ситуацијата што се обраќа за диаспората, така? Такво нешто во ниеден попис во светот не постои диаспора, него постои само население кое е до 12 месеци отстатно и повеќе од 12 месеци, така. Пописот никаде во Европа не се запишува диаспората. Нека ми покажат некаде дека диаспората се запишува во пописот. Господине Каид, да ве прашам, вие сте одамна дел од политиката. Да. Како ја оценувате владата на Заев? Многу лошо. Многу лошо. Лошо и економски. Да кажам дека и во ек на пандемија се прави попис кој по мене е многу ризична работа, бидејќи веќе кластерите се зголемуваат, бројките се зголемуваат. Од таа гледна точка, од здравствената гледна точка, не би требало да има попис, но сепак како човек што е во правец на практицирање парламентарна демократија на мнозинството, се носи таков однос и јас треба да го применам, без разлика дали прифаќам или не. Тоа е моето разбирање за парламентарна демократија, но разбирањето на парламентарна демократија на власта и на оваа власт, на што е таква да се што тие ќе кажат е направат е најдобро, без разлика што други мислат или размислуваат за ситуацијата. Впрочем, господин Заев и оваа власт се избрани во врска со проблеми што има народот во оваа држава. Треба да овозможат подобар амбиент и подобар економски просперитет во патот на движење во НАТО и Европска унија на сите граѓани Република Македонија.
Ние сме сите граѓани на Република Македонија, за жал, реков дека сме три категории, нашто турците имам впечаток дека некој, нашто сега, смета дека турците се гости во оваа држава и треба да се оди од тука. Јас само да им кажам пораката дека турците не се гости во оваа држава и сакаат да живеат со сите граѓани кои браќа, кои заедници и во заеднички пат да обработиме патот кон Европската унија. А тоа се обработува со добри економски планови, добри демографски планови, добри социјални, општествени планови, но оваква ситуација очигледно дека и турците и другите заедници се запоставени. Ова само морам да кажам дека јас, кој еден политичар, не можам да прифатам и не прифаќам за надворешна употреба да сме ние во држава, мултиетничка држава, што е правило така, ама во длабоко во Македонија сме биетничка држава. И тоа го прифаќам, да биде и биетничка држава, но треба политичарите, нашо сегашна власт, да излезе да каже дека оваа држава е биетничка, вака ќе формираме. Добро, врзно на тоа ќе формираме принципи на работа, на живење. Не може надвор да зборуваш едно, внатре друго, и во тој контекст турската заедница светам дека за време на овој попис треба да покаже дигнитет, да се попишат сите турци во Македонија, се со цел да не се прави вивисекција на турското ткиво во Македонија, затоа што ние сме граѓани на оваа држава, сакаме да живееме во мир и стабилност со сите заедници во Македонија. Македонија е наша, моја и на сите граѓани на Македонија држава. Очигледно ова влада нема ни стабилна парламентарна мнозинство, ова се гледа и во што не може да формират кворум во парламентот. Што очекувате да се случи? Нема парламентарно мнозинство, очигледно дека мнозинството е направено диригирано на сила и веројатно ќе се гомила до ден на ден проблемите. Од економска сфера не може да донесат закони за петиот пакет, не можат и да се донесе закон за лични карти, за пасоши и така натаму за државјанства, не може да се донесе како треба закон, комплементарен закон за попис, бидејќи ставен на месец дена пред тоа и опозиција нормално реагира и работата на опозицијата да ја бойкотира и да доаѓа во цел свет да биде корективна власта. Не може власта само по себе да прави што сака, належно кога има тесно мнозинство, како што се покажува сега, без да се работува со опозицијата, без да се работува со сите чинители, невладениот сектор, интелектуалците и во сите сфери има грешки. Грешки во економијата, грешки во образованието, грешки во целото општествено живење. Дали се тие намерни или случајни, апсолутно резултатот ист по мене. И мислам дека во иднина мора да се коригира, ако продолжи вака, неминовни се предвременен парламентарни избори да се излезе од овој ќорсокак, бидејќи ако продолжиме вака, Европската унија се повеќе ќе биде далеко од нас, бидејќи ќе останеме осамени. Гледате дека Албанија веќе почнува преговори, ќе дојдат дури други држави и ние ќе останеме сами, осамени во рамки на Балканот и во Европа, без да почнеме преговори со Европска унија. Со еден збор, ова власт не уме да менаџира со човечките капацитети, со човечкиот ресурс, а не умејќи да менаџира со човечки ресурс. Зборуваме за сите заедници, не уме да менаџира и со економијата. Господине Кајд, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Благодарам, уште една порака би сакал да изјаснам дека се обраќам до моите сограѓани турци, за другите немам право, бидејќи парламентарна демократија, нели, да се одважат да се запишат, бидејќи секој глас, секој запис нивен е многу важен за нашата иднина, за иднината на оваа држава, за иднината на оваа наша заедница, бидејќи на крај ќе повторам дека ова Македонија е држава на сите граѓани на Република Македонија и треба ние да живееме еднакво, сложно добро, ама еднакво богати, а не еднакво сиромашни. Фала. Благодарам. Почитувани гледачи на Zoom, ова беше денешната емисија, се гледаме идната недела.